Кристијан Коцо, реков, беа успешни во полуфиналето, па за нив е ова втор меч на 54-тото издание на Златниот гонг. И интересно, реков, како ретко досега, немам точна информација дали прв пат двајца браќа боксуваат во финале на Златен гонг, но во секој случај наистина интересен момент во Скопје, во малата сала на спортскиот центар Борис Трајковски. Роберт Вилман е судија во рингот од Англија. Започна првата финална борба, 55 килограми финале. Сериозна иницијатива на едниот и другиот. Реков, браќата Коцо, Емануел и Кристијан добро се познаваат. Кристијан во сина опрема. И двајцата од албанскиот клуб Флемотари. Сега малку иницијатива на Емануел. Добро, во блокот Кристијан Коцо. За сега Кристијан Коцо нема таква иницијатива. 22 годишниот репрезентативец на Албанија. Со мене е тука и четирикратниот победник на Златниот гонг Примислав Димовски, поранешен председател на Боксерската федерација. Примислав, добре дојде, 54-то издание, во воведот и кажа сите детали. Ова е братски дуел на двајца албанци. Јас не се сеќавам наистина да имало дуел во финале на двајца браќа на Златниот гонг. Еве, ако може би ти имаш повеќе информации, па јас барем не се сеќавам на таква информација. Добар ден и од мене до сите гледачи на вашата телевизија, што го пратат во моментов овој турнир, нашиот традиционален Златен гонг со долгогодишна историја и непрекинато веќе, односно со прекини, кажа тоа, неколку години имаше 97 и 20 ради ковид пандемија. Без тие години, непрекинато од 69 година, навистина препознатлив турнир и бренд во Европа. После странџата во Бугарија и Златна ракавица во Србија, ова е трет најстар европски турнир. И ни сите овие години имало разни случувања, па и вакви, сигурен сум. Предпоставувам дека боксерските екипи доаѓаат тука за стекнување искуство, иако има 20 од иста држава, па во случајов и браќа, и се разделени на почеток на турнирот, значи биле во различни полуфинали, но ете, победиле.
и така е овој турнирски систем, победниците во полуфиналето се сретнуваат во финале. Да, никој не можеше нормално однапред да предпостави дека ќе има братска борба тука во финалето. Според она што го гледаме досега, нема изразита иницијатива. Примислав, албанците имаат традиција во боксот. Па Албанија, тоа е интересно, не знам колку и љубителите на боксот и гледачите знаат, до 91 или 2 година бил забранен боксот во Албанија. Тоа е врзано нешто со режимот поранешен, таму на Енвер Хоџа и така натака. Неважно, поред нивни мислења и стандарди, боксот како спорт, како контактен, насилен спорт не требало да биде дел од албанското општество, но како и да е, завршува таа епоха, ера и од 92 навака во Албанија започна боксерскиот спорт. На почетокот беа големи ентузијасти, меѓутоа не со некои забележителни успеси, но веќе последните години може да се каже дека навистина имаат и резултати, па и подобри од нас. Значи има медал на светско првенство пред 3-4 години, ако добро се сеќавам. Така да веќе албанскиот бокс нешто не е за подценување, него навистина е добар во европски рамки и во светски рамки. Има тројца финалисти, вклучително браќата Коцо и Ибрахим Мезани, кој ќе го видиме во категоријата до 65 кг, што е втора борба денеска од вкупно 8-те. Подсетив на почетокот дека првите две поради технички причини се одржаа борби во првата сесија од 13:30. Австријските репрезентативци има лет од Скопје за дома, па делегатот на ЕУБЦ дозволи во две сесии да се одржи финалето. Австриецот со турско потекло Емин Јилдис го победи Антон Лехун од Молдавија во категоријата до 70 кг, а во категоријата до 80 Лаки Пенфуа од Австрија беше подобар од нашиот Никола Кисковски. Имаме двајца супер репрезентативци во имињата на Ален и Адриан Рустемовски. Тоа се неверојатни наши боксери и потенцијал. Ќе ги видиме денеска во финалето и ќе зборуваме за нив подоцна, но само како најава дека македонскиот бокс има двајца бисери во моментов кои добро работат. Точно, и тоа веќе некое време, нели, како поминуваат годините се подобри, за среќа наша, а се појавија како таленти. Паметиш Бранко, паметиш уште во твое време, кога беше секретар на федерацијата. И очекуваме од нив секако и понатака да напредуваат и да носат големи резултати. Најпрвен беше само Ален, нели? Потоа беа и помали, тогаш може би почнува со тренинзи неговите браќа, но да се покаже дека навистина во крвта им е боксот и буквално сите браќа Рустемовски покажа одличен бокс за наши услови, да кажам, и за европски и балкански услови, и се надеваме дека ќе има забележителни резултати. Секако предводник е најстариот Ален. Којме во третата рунда и да видиме дали е предадена борбата тука од Емануел Коцо. Така е, веројатно. The winner of this bout by a wonder, Blue Condor. Така е, Емануел Коцо. Ако куртуазно овде се мора да признаем, Примислав, реков дуел на Добро, двајца. немаше вистинска борба се Така види. е. Браво, ред. Само за освојувачите на Честно. борсите на медали, Bronze medals, Имара Абдалрахман Хасан, Австрија, Алвин Рукага, Sweden, Ова Silver е medal, англискиот судија Роберт Вилман. Англичаните веќе неколку години наназад доаѓаат на златниот гонг. Во ваше време имавме и
значи и од Хонг Конг имаше над 100, наистина беше по број на боксери доста богат.